ова издание. Десетици напади на исламската држава во 2020-та. Какви последици оставија? Ретроспектива на годината. Русија со нов предизвик. Како да ги убеди граѓаните дека незината вакцина против COVID-19 е безбедна и ефективна? А каква фризура беше хит во 2020-та? Во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Исламската држава изведе десетици смртоносни напади во 2020 година, од Блискиот Исток до Африка и Европа. А еве што остана за тие напади. Ова е последица од нападот на Исламската држава минатиот месец врз Универзитетот во Кабул во Авганистан. 30 лица, главно студенти, загинаа во нападот. Масовното пукање беше само еден од десетиците напади што Исламската држава успеа да ги изведе на глобално ниво во 2020-та, неколку месеци откако председателот Доналд Трамп објави територијален пораз на екстремистичката група. Армијата на САД, нашите коалициски партнери и сириските демократски сили ја ослободија буквално целата територија што претходно ја држеше ИСИС во Сирија и во Ирак. Следната недела, веројатно и официјално, ќе биде објавено дека имаме 100% од калифатот. Остануваат делови на Исламската држава кои покажуваат отпор во Сирија и Ирак и тие продолжуваат да организираат напади. И во Франција повеќе напади. Погреб на уште еден универзитет. Сорбона во Париз беше местото каде требаше да му се оддаде почит на Семюел Пети, наставник обезглавен во октомври од радикален исламист, откако на неговиот клас му покажал карикатури на пророкот Мухамед. Франција е една од ретките западни земји што се борат против тероризмот во Африка, каде што, според наблюдувачите, загубата на калифатот немала големо влијание врз растечките активности на терористичката група. Генерално, кога ја гледаме траекторијата на Исламската држава во Африка, таа влегува на отворена врата. Постојат можности групата да продолжи да ги искористува како што се локалните конфликти во кои таа се вградила. Нема голема заинтересираност кај западните партнери да бидат вовлечени во африкански конфликти. Председателот Трамп водеше кампања за извлекување на земјата од долготрајните конфликти во странство, што донесе намалување на нивото на военото присуство на САД во Сомалија, Сирија, Авганистан и Ирак. Но во областите, каде што се спорните ирачки територии на северот богат со нафта, некои експерти предупредуваат дека Исламската држава веќе ја користи недовербата меѓу локалните жители и ирачката војска и шиитските паравојни групи распоредени за да ги заштитат. Постои фундаментална неволност која во комбинација со неспособноста и корупцијата ке локалниот ирачки безбедносен и судски систем го прави возможен обстанокот и обновувањето на ИСИС во овие области. Кога станува збор за заканата од джихадистите, 2020-та може да се смета за добра година за САД, бидејќи радикалните исламисти не извршија смртоносни напади. Но во Европа, джихадистите однесоа најмалку 9 животи, буквално ист број на убиени од нив во 2019-та. Иако Русија минатата година прогласи победа во глобалната трка за вакцина против COVID-19, сега Кремљ има проблем да ги убеди граѓаните дека вакцината е безбедна и ефективна. На првата линија на битката на Русија против COVID-19 е вакцината. Спутник е првата одобрена вакцина, тврдат руските официјални лица со над 90% ефикасност против коронавирусот. Оние што први ја примија вакцината имаат порака за другите. Нашиот пример покажува дека вакцината е неопходна, а ние сме меѓу првите. Со над 3 милиони инфекции и 50.000 починати од вирусот во Русија, председателот Владимир Путин нареди национална програма за вакцинирање на доброволна основа. Првите дози отидоа кај медицинскиот персонал и други со највисок ризик да бидат изложени. Кој е следен? Русите над 60 години возраст, група што го вклучува и рускиот лидер. Додека се повеќе руси се приклучуваат на групата, од според проценките 300.000 вакцинирани досега. Историјата на медицината не учи дека благодарение на масовната вакцинација сме ги победиле најсериозните инфекции. Денес не е исклучок.
Колку побрзо луѓето се вакцинираат, толку побрзо ќе бидеме во ред. Но некои се прашуваат дали трката да се стигне на пазарот е повеќе одраз на политиката отколку на науката. Творците на вакцината прогласија победа над западните конкуренти, далеку пред третата фаза на тестирање. И это первый момент, который... Може би секи испадне добро, но кога почнавме да зборуваме како сме направиле нешто пред сите други во светот, почнав да се загрижувам. Неодамнешно истражување на јавното мислење покажа дека има поделеност во однос на вакцината. Нема да ја земам. Зошто? Затоа што многумина во државата не и веруваат. Се разбира дека ќе ја примам вакцината за моето семејство, пријателите и колегите да бидат безбедни и здрави. Оние на кои здравието им е важно ќе ја земат, другите нема. Ништо не може да ги предомисли. Меѓу прашањата кои преостанаа е способноста на Русија да произведе и да дистрибуира десетици милиони дози. Променливите упатства за тоа колку долго треба да се абстинира од алкохол пред и по вакцината, исто така го забавија вакцинирањето околу новогодишните празници. Сепак во декември британскиот произведувач на лекови AstraZeneca се согласи на партнерство со Русија за подобрување на ефикасноста на својата вакцина. А тоа е важен глас на доверба, за кој Кремљ се надева дека ќе увери се поголем број руси, дека кога станува збор за заштита од коронавирусот, Спутник може е нивниот најдобар потек. А пандемијата принуди многу луѓе сами дома да си ја средуваат косата. Која фризура беше хит во 2020-та од следниот извештај? 2020 стана година на практичност и удобност, а за некои луѓе и година во која се обиделе да направат нова фризура. Многу луѓе не ја фенираат, пеглаат или виткаат косата, а мажите не користат никакви производи. Се обидуваат да носат едноставен стил. Само ја мијат косата, која потоа сама се суши и изгледа добро. Новите времиња бараат нови правила и многумина одлучија да експериментираат со нивниот изглед. Многу од моите клиенти работат од дома и преку видео не може да се види добро како некој изгледа. Многу жени се уште ја одржуваат фризурата, но не и бојата на косата. Друг нов тренд е колку поедноставно, толку подобро. Многу жени се одлучуваат за пократки и уникатни фризури. Интересно е тоа што и по пандемијата на грип во 1918 трендот и тогаш бил кратка коса. Сега жените доаѓаат и бараат кратка коса. Од повеќе причини. Дали затоа што не знаат кога повторно ќе може да дојдат, не се гледаат со никој или затоа што имаат време да ја израснат косата дури и да не им се допаѓа. Тие се подготвени за нешто ново. Природна коса е нов број еден стил. Жените ја прифаќаат нивната коса каква што е и не се обидуваат да ја свиткаат или исправат. Многумина се одлучуваат за нивната природна коса. Оние со виткана коса секогаш доаѓаат да ја исправат. Сега на вистина ја прифаќаат. Модната дизајнерка и актерка Джина Ривера забележува дека нема видено толку драстични промени во модните навики на луѓето во досегашната своја кариера. Најголеми промени видов кај мажите. Јас ја нарекувам ковид коса. Секој маж во мојот живот пушти долга коса. Претходно одеа во салон секој 2 до 3 недели. Многу американци, не сакајќи да се изложат себе си и другите на дополнителен ризик, преферираат дома да ја кратат и стилизираат косата. Тука е крајот на емисијата. Се гледаме утре повторно. Пријатно. you